Почитувани гледачи, добра вечер. Еве најбо уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, понеделник, секој понеделник во 17:10 сме тука за да ве информираме за сите проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со здравјето на вас и на вашите најмили, на децата. Бидејќи потенцирам децата, бидејќи денеска ќе говориме за еден проблем кој што се јавува кај децата. 21 март е денот за Даунов синдром, кога се одбележува овој ден за овие лица со Даунов синдром и сакавме малку да поразговараме на оваа тема, значи што представува Дауновиот синдром, кои се карактеристиките кои што се јавуваат кај децата со овој синдром, значи како оди третманот кога се работи за овие дечиња, значи и се што е поврзано со ова. Денеска ќе разговараме со Теодора Томовска, која што е специјален едукатор и рехабилитатор, и Анастасија Уневски, исто така специјален едукатор и рехабилитатор, кои што ни доаѓаат од Мегалогомед, а тоа е центар, логопедско-дефектолошки центар, кој што се наоѓа во Аеродром. Интересно е тоа што прв пат разговараме на оваа тема и драго ми е што ќе биде така, уште повеќе што еве нели следи денот, па некако ќе го поврзаме и ќе објасниме многу работи за овој синдром. Меѓутоа, пред да го започнеме разговорот во студиото и пред да ги поздравам моите денешни соговорнички, ќе побарам од режија да ги пушти покровителите на 10-тото јубилејна сезона на Ваш термин, а потоа се враќаме во студиото. Комплетен преглед и диагностика на сите органи и системи во телото, а со тоа и соодветна персонализирана терапија, која успешно и трајно ги решава здравствените проблеми или состојби. Ова можете да го добиете во Центарот за биоинформатика, каде можете да го закажете својот термин и да имате увид на целосната ваша здравствена состојба, а услугата ќе биде изведена на максимален брз и професионален начин. Одговорни во Центарот за биоинформатика се Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет. Преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рбетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вејв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. И
Ете така ги видовме покровителите на 10-та јублејна сезона на Ваш термин. Знаете дека имаме и подароци од нив, прегледи кај доктор Симона и кај доктор Крумен Умовски, па оние кои што сакаат да ги искористат, може да се јават и да се приклучат во нашиот разговор. И секако доколку имаат некое прашање во однос на ова за што ќе говориме денес, кажав и на почетокот, оние кои што подоцна се вклучија, ќе говориме за Даунов синдром во пресред на денот на кога се одбележува Дауновиот синдром, а тоа е 21 март. Мои соговорнички денес, уште еднаш да повторам, се Теодора Томовски и Анастасија Уневски, кои што се специјални едукатори и рехабилитатори и ни доаѓаат од логопедско-дефектолошкиот центар Мега Логомед, кој што се наоѓа во аеродром. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Так, кажав дека ќе говориме за Даунов синдром во пресред на денот. На почеток би сакала да ни објасните што представува Дауновиот синдром. Дауновиот синдром е едно генетско хромозомско нарушување од типот на хромозомска нумеричка аберација, каде што може да се забележи уште интраутерино, додека бебето е во стомакот на мајката, со помош на инвазивни и на неинвазивни методи. Неинвазивни методи е самиот ехо преглед, кој што се прави и каде што може да се види околу 12 или 13 гестацијска недела, кога имаме зголемен кожен набор на вратот на фетусот. Потоа исто така со приска, која што е моментално задолжителна. Исто така се прави тоа се неинвазивни методи, а инвазивните методи е кога се прави амниоцинтеза, хориум биопсија, кога се зема течност, односно амнионска течност од мајката, каде што се гледа кариотипот на самиот фетус, да, на самиот плод. Меѓутоа, порано, сега овие нови методи кои што ги споменавте, не се практикува, нели? Сега се практикуваат. Може ли на тоа да се делува да, ако некој не сака да го износи плодот, да се случи да се направи абортус? Секако тоа е сепак индивидуално и се зависи од договорот помеѓу родителите. Меѓутоа родителите тоа го дознаваат уште тогаш. Да, сакам да кажам дека во однос на другите нарушувања, Дауновиот синдром може да се детектира уште интраутерино. Така да сепак тоа е одлука на самите родители. Од кога ќе се роди бебето, веќе како што знаеме, и сите, мислам дека оние кои што ги следат овие атипични или нетипични, како да кажам, појави или синдроми кај децата, мислам дека Дауновиот синдром е тој кој што се забележува дури на ликот на самото бебе, така имате еден карактеристичен. Кои се тие специфични карактеристики кај Дауновиот синдром? Самиот синдром си има краниофацијални карактеристики, каде што децата имаат понизок раст од 1,40 до 1,50 сантиметри, имаат косопоставени очи, од монглоиден тип, некои имаат и хипертелоризам, тоа е одвоеност на поставеноста на самите очи, потоа имаат исто така и низок раст, како што кажав, мала глава, микроцефалија. Исто така може да имаат придруженост со други медицински карактеристики, од типот со други медицински нарушувања, како поподложни се на респираторни инфекции, срцеви заболувања, хипертироизам, кои што сепак да треба да бидат под надзор на доктор. Тоа значи дека повеќе доктори се вклучени во нивниот третман, кога веќе ќе се мултидисциплинарен пристап, во целокупен развој на самото дете. Со самото раѓање на бебето почнува овој мултидисциплинарен пристап од различен тип на специјалисти? Да, секако, затоа што имаат, некои од нив може да имаат и проблеми со видот, проблеми со слухот, каде што проблемите со видот треба да бидат направени тие контроли во првите 6 месеци од раѓањето на детето, додека проблемите со слухот во првите 3 месеци, потоа се средат контроли во зависност од статусот и од состојбата на самото дете. Кога станува збор за говорот, дали доцни кај нив исто говорот и правилниот говор воопшто?
Да, значи може да се каже дека тука имате и нели секако говорни нарушувања. Сепак доцнењето на говорот може да биде нели индивидуално, бидејќи се зависи од интелектуалниот, значи од интелектуалната способност на самото дете, бидејќи некој, значи бидејќи постојат повеќе типови на Даун синдром, по зависност од тој интелектуален значи дефицит. Некои деца значи продуцираат говор, но некои деца нели немаат можност за да го продуцираат тој говор. Кога веќе напомена постојат различни типови на аутизам, како ги класифицирате според што, според развојот на говорот или на Даунов синдром? Да, според развојот на говорот и според когнитивните вештини кои што ги поседуваат самите деца, така мислам и се степенува синдромот. И така потоа и пристапот според степенот? Да. Добро. Обично вие сте задолжени за оној третман кој што од ваша страна како или специјални едукатори и рехабилитатори. На што точно делувате и кога веќе доаѓаат кај вас? Значи од која возраст? Еве може да ни каже Анастасија. Па во нашиот центар претежно доаѓаат веќе од најрана возраст, претежно од 4-та година. На детето треба да има темелен начин на комуникација. И нашиот центар има мултидисциплинарен пристап, што тоа значи дека се обрнува внимание и на говорот. Добро. Работиме со апаратите моментално што ги имаме. Еве нашиот почитуван камерман Дејан да фокусира малку од ова што е тука ставено на масата, да ни објасните што е ова и фактички кој е зашто и како го употребувате во третманот. Значи, претпоставам и двете сте вклучени. Еве кој сака да објасни. Значи може деки да ги фокусира работите полека. Што е ова? Ни служи претежно е апарат кој служи за масажа. Добро. За претежно за нарушување на говорот. И исто така за подобрување на говорниот апарат, односно мускулниот тонус. Така. Потоа? Потоа и корото. И корото е за лица кои имаат проблеми со Тоа е тоа? Да, проблеми со дишење, со голтање и така, бидејќи кажавме дека и тоа е тоа нешто. Односно дисфункција на лицето. Голтање, горни дишни патишта, исто така и за дебелен јазик. За дебелен јазик. Значи тоа е тој апарат. Да, и се користи кај лица со Даунов синдром, дисфагија и неможност за звук и глас, за повеќе намени кои што се во кои што нели се вклучени третман кога станува збор за говорот и за нели фацијалната експресија. Така. Што друго е вклучено? Тука има уште нешто, зашто тука имаме и значи сонди ги донесовме, ама ги користат логопедите во нашиот центар. Тие работат веќе кога имаме значи продукција на говор. Значи експресивна, додека ние дефектолозите, односно специјалните едукатори и рехабилитатори, значи работиме на тој работиме на тој рецептивен говор, односно детето да може да ги разбира налозите кои што нели му ги кажуваме за да може да ги изврши. Ова се тие сонди каде што нели се прави орална гимнастика, се прави поставеност на јазик. Исто така, како ние дефектолозите можеме да кажеме дека користиме и овој орофацијален масетер, каде што се работи на тонусот на мускулатурата на лицето, бидејќи најчесто децата со Даунов синдром имаат и хипотонична мускулатура. И како што кажавме и корото, зошто работиме кај децата со Даун, затоа што децата со Даун имаат исплазен јазик, имаат значи голема протурзија на јазикот и поради тоа се работи со овој апарат, секако од страна на логопедскиот тим кој што е составен дел од нашиот центар. Исто така веќе во зависност како што кажав од интелектуалните капацитети на детето со Даунов синдром, кај децата кои што имаат веќе развиен експресивен говор, односно децата кои што имаат говорна продукција, го користиме и овој апарат кој што се вика мобилич, каде што децата каде што децата врз основа на тие мултидимензионални слики, еве
сепак со овие слушалки се поставуваат. Имаме тука значи визуализација каде што детето, да, еве сега не знам колку се гледа. Ова е ставено на српска верзија, има и мислам македонска верзија, ама ја немам тука подесено. Да, значи детето ја гледа сликата, исто така слуша, значи аудативно, визуелно и каде што може да манифестира говор. Ова е сепак нели интересно, бидејќи секое дете нели интересна му е технологијата и затоа за да се насочи вниманието на детето. Така да постојат во зависност од тоа што и како ќе се работи, на кој сегмент од развојот на тоа дете, таква и асистивна технологија имаме во нашиот центар. Дали ќе се работи значи, на фината моторика, дали ќе се работи на грубата моторика. Грубата моторика е одењето, рамнотежата, проприоцептивниот вестибуларниот систем. А додека фината моторика се сите фини движења кои што ги опфаќаат движењата на шаката, значи боцкање, нижење, редење, па дури и таа фина моторика ни е важна нели понатака за детето предучилишно, значи околу 4 до 5 години да може да знае и да држи молив односно графомоторната активност. Бидејќи знаеме дека овие дечиња нели се со нетипичен развој, нели со нетипично однесување, каков е пристапот, каков треба да биде пристапот еве од ваша страна за да нели можете да соработувате со него, да прифати нели да соработува? Што бара нешто тука специфично од ваша страна што вие го применувате, бидејќи нели за тоа сте едуцирани, да можете да им го задржите вниманието, да им посветите внимание и да им го пренесете она што треба тие да го применат, да го прифатат, па нели за да има за да може да го интегрираат и во секојдневието. Ова е интересно прашање. Бидејќи децата кога ќе дојдат па во нашиот центар, прво е нетипично бидејќи не личи на болница, не личи на ординација, најчесто и даваме метафора на игротека, бидејќи има нели различни активности. Потоа боите кои што доминираат, потоа боите кои што доминираат се нели карактеристични и специфични за самите деца. Исто така многу е важна и подготвеноста на детето од дома, значи од страна на родителите. Значи сепак и тие малку треба да го подготват и да поразговараат со него за да тоа посака да дојде и да остане таму и да соработува со вас. Да, бидејќи сепак за да имаме некој напредок, односно да имаме успех кај самото дете, треба да има и нели поддршка и помош од страна на самите родители, бидејќи тие се составен дел од животот на детето и се чини најважната алка во сето тоа. Точно, бидејќи некој кој што приметува дека има одстапка се самите родители, и исто така, тие се фактички сигурноста на самото дете и стабилната врска која што е нели помеѓу детето и помеѓу родителот важна за едно скалило, за еден степен на подобрување на самиот развој. Како што кажав, значи да биде детето подготвено од дома. Добро. Исто така е многу важна алка, потоа самиот наш пристап, самото наше излагање не така од примањето на детето, па самата атмосфера исто така специфична кога се прави проценка, тука се прави нели врз основа значи на играта, бидејќи играта е исто така многу важен сегмент кој што во развојот на детето кажува многу работи што се случуваат кај тоа и потоа врз основа на тоа се прави понатака план, програма за работа за да нели се почне со самиот третман кај детето. Бидејќи што побрзо, толку подобро. Ја вклучам тука и Анастасија. Еве, кажа теа дека родителите треба да го подготват детето. Кога ќе се јават кај вас и кога ќе кажат имам дете со Даунов синдром, сакам да го донесам кај вас, да почне нели со третмани, вие што им велите на родителите? Што да му кажа на детето? Како да го подготви? Има ли некој таков како да кажам разговор помеѓу вас и родителите на дете со Даунов синдром? Па како идеме во игротека, да ги запознаеш таму наставничките, па ќе научиш нови активности, ќе ти биде многу убаво, па за да може да се вклучи нели во средината. И кај нас исто така се третманите индивидуални, што ги работиме.
според карактеристиките и способностите на тоа дете. Така да, секој родител си го спрема детето за да знае више каде е и каде дошло. После остатокот останува на нас. Љубезноста, исто така и односот. Дека, знам дека тие деца се полни со љубов, полни со искрени и чисти срца и можат да забележат кога некој им го пружа тоа и тие уште повеќе се отвораат према личноста и можат да соработуваат. Колку вие се трудите онаа цела љубов што ја поседувате, бидејќи оваа професија исто така си бара да ја сакаш професијата, нели, бидејќи кога работиш со деца кои што се со специфични, нели, проблеми и со специфични синдроми, во случајов со Даунов синдром, треба навистина многу трпение и многу љубов да им покажеш. Кога тие тоа ќе го почувствуваат, тогаш фидбекот е навистина голем од нивна страна и тука лежи успехот, впрочем. Колку вие сте подготвени со љубов сето тоа да го работите? Бевте ли свесни дека кога треба ова да го примените, или кога веќе сте го учеле, дека тука навистина треба онака стварно од љубов да го направиш се? Свесноста беше на големо ниво, праксата исто така ни ја донесе и самата свесност. Така да, кај дечињата исто така сакав само да напоменам со Даун синдром, кога ќе дојдат, кога ќе направиме таа процена, потоа за да им го отргнеме вниманието за да се вклучат во процесот на работа, иако нели сепак не секое дете таа средина нели му е позната, сепак си постои тој адаптибилен период, постои исто така негодување нели од страна на тоа дете, но сепак тоа е само некој период на навика, значи на адаптација, сепак потоа нели ќе се навикне и ќе почне нели да соработува. Кога имаме соработка помеѓу детето и помеѓу нас како нели како стручни лица се забележува и напредок, а напредокот е уште поголем кога се вклучени и самите родители, бидејќи во процесот на самата работа со овие лица многу е важна соработката меѓу нас и родителите, меѓу родителите и детето и меѓу детето и нас како стручни лица. И самите активности, самата значи асистивна технологија која што ја имаме го привлекува вниманието на детето за да може да се интегрираат значи активностите во целокупниот негов развој. Исто така понатака нели да може да ги примени и со цел нели да се осамостои тоа дете. Ви се случило ли понекогаш кога работите, еве денот не ви е како што треба, можеби не сте толку многу расположени, приметуваат ли, забележуваат ли вашето однесување? Дали поинаку потоа фидбекот го чувствувате? Кога еве вие можеби денот не ви е, па не можете во целост, например, да пружите онаа љубов што имате. Како што имаме и ние интуиција, така и тие деца се интуитивни. Да, значи интуицијата исто така и кога се, значи кога имаме промена на време, односно климатска промена, исто така е забележителна од значи нивната страна. Да. Во расположението Да, во расположение. Значи се поинакви или можеби понервозни, по сепак се зависи од детето тоа како ќе го манифестира. Така. Да. Колку време еве кога веќе ќе започнат да доаѓаат кај вас, колку време е потребно, континуирано доаѓаат или има некој период па потоа како одат работите на третманот? Или додека не добиете позитивни резултати од она што сакате да го постигнете, па тука се прекинува? Вака сега, начинот на работа не престанува со самиот прекин на нашиот третман, туку трае во текот на целиот живот. Значи тоа сакам да прашам, значи континуирано значи континуирана поддршка и помош. Значи први не помош, а потоа нели преминува во поддршка на значи на детето како детето расте. Но меѓутоа значи третманот кај децата со Даун синдром, пак ја кажам дека е индивидуален процес. Во зависност од тоа каков вид на Даун синдром, односно каков вид на карактеристики поседува самото дете. Кај некој е потребна само стимулација, кај некој е потребно нели да се работи, значи во континуитетност. Сепак тоа не е врзано дека за 2 месеци или за 3 месеци или пак за недела дена дека така кај секого резултатите различно се манифестираат. Некој порано, некој подоцна, меѓутоа горе-доле резултатите се постигнуваат во некој временски
интервал. Да, апсолутно. Сме имале сепак и позитивен исход, односно позитивни резултати со цел осамостојување на детето и нели започнување во училиште. Така, меѓутоа кај нас сега децата со Даунов синдром не одат во нормалните училишта, меѓутоа постои посебно училиште, колку што знам, така? Па, или какви се постојат вашите посебни сознанија? училишта, но во однос на терминологијата, нормални училишта тука само не би се сложило, типични, специфични. Па не, значи училишта кои што се специјални за такви деца со специфични проблеми кои што се нели каде што се има и специфични професори кои што треба да работат со тие дечиња. Да, тоа се значи специјални училишта каде што секако нели дека тука се вклучуваат и лицата со Даун, но значи лицата со Даун се вклучуваат и во инклузивен значи процес, односно во редовните основни училишта. Иако јас свака размислувајќи, јас се извинувам што не реков нормално, меѓутоа мислев на училиштава кои што се нели основните училишта, бидејќи не ги третираат дечињата, а може например да направат една паралелка и таму, нели во склоп на училиштето, да може ради близината на сите оние дечиња кои што се со ваков атипичен развој, за да може нели да си бидат поблиску. Може би требало некој такво решение да се најде. Постојат нас, значи во редовните училишта, значи во редовните паралелки се имаат и деца со атипичен развој. Тоа сакав да прашам, дали се случило да има некој детенце, да. Бидејќи знам дека постои посебно училиште за нив. Кои што се со вакви нели специфични проблеми, но со таа целосна инклузија. Со полесна форма или? Како? Со полесна форма? Да. Добро. Претпоставам дека си има таму дефектолог кој што образовни асистенти, поддршка. Да. Добро. Така да сепак нели знаеме да постојат и лица со Даун синдром кои што се реализирале како возрастни личности, завршиле факултетско значи образование, така, работа. Да, имаме примери. Да, имаат подолг исто така животен век, така да ги гледаме и позитивните работи на лицата со Даун синдром. Затоа кажав, тие се многу како да кажам, едни мили суштества кои што сакаат многу љубов пред се. Љубов и прегратки асоциации. И сета таа љубов потоа кај нив го поттикнува сето тоа за да ти како што кажа завршат образование, да завршат дури и факултет, па дури и да работат. Да. И тоа е нешто што е навистина за самостојни за живот. Да. Нешто што би сакала да прашам, знам дека нема никаква статистика, немаме регистар за многу проблеми со која станува збореве и за аутизмот, и за Дауновиот синдром, меѓутоа како стојат состојбите кај нас? Можете ли вака да ни кажете честа ли е појавата на дечиња со Даунов синдром? Па во секојдневната пракса, значи не можам да зборувам генерално, туку значи во секојдневната пракса, можам да кажам дека е зачестена појавата на Даунов синдром. Да. Значи последниве колку, 10 години да кажеме? Од прилика така некако. Од кога вие работите? Да. Горе-доле. Зачестено е. Значи во секој случај одлучуваат родителите да сепак сега како што кажав се постојат методи каде што можеме да се значи може да се детектира и сепак тоа е одлука нели на родителот, но да не заборавиме дека имаме и позитивни страни за лицата со Даун синдром, за да можеме да им бидеме поддршка, помош и како стручни лица и како родители, за да можат нели да се вклучат во процесот и на некој начин во нормален живот, за да и тие се почувствуваат корисно и убаво, за да нели направат нешто во животот, па дури како што кажавме да завршат факултет и да работат. Вие сте вклучени во процесот, кој се друг е вклучен во процесот на третман за Даунов синдром? Како што кажавме, третманот е мултидисциплинарен во зависност од тоа што нарушување, односно што проблеми. Да, и какви се потребите на детето. На детето, тој образовен, значи тој профил, стручен профил, значи ќе биде вклучен во самиот процес. Дали тоа ќе биде доктор од било каква специјалност, логопеди, обично еве да ги напоменеме, добро. Доктори, значи невролози, физијатри, исто така, значи физиотерапевти,
ние како дефектолози, логопеди, психолози. Значи да. исто така многу е нели важна и таа психолошка поддршка на самото семејство, кога ќе дознае дека сепак ќе има член со Даун синдром, каде што тоа семејство треба да биде нели подготвено за пречек на таков член во семејството. Анастасија, нешто да додадеш? Па нема, мислам дека Теодора ме дополни комплетно, и кажа све што Друго треба. нешто што е специфично околу третманот, тоа значи колку пати во неделата се доаѓа пример на како ги договарате или пак зависи од да потенцираме за која група, еднаш, два пати? Зависи, некои доаѓа 3 пати неделно, некогаш некои 2 пати. 2 пати, да. Колку трае еден третман? 60 минути точно. Значи 1 час. 1 час. Да. И потоа кога веќе ќе се поздравите и ќе си одите, со насмевка си оди детето? Обично така е? Секако, да, целиме кон тоа. Да, целите да биде така. Да. Кажавте дека е зачестено. Што друго освен Дауновиот синдром третирате во мегалологомед центарот? Да. Значи сите видови на моторни нарушувања, хипотонија, хипертонија, церебрална парализа, аутистичен спектар, аутизам, значи говорни нарушувања, пелтечења, исто така проблеми со хранењето. Да. Значи проблеми со хранење, исто така е нели многу важен тој процес на исхрана, значи процесот на џвакање. Добро. Бидејќи е поврзан со развојот на говорот. Во нашиот центар си има значи терапевти за хранителни механизми кои што го работат тој дел, потоа исто така имаме терапевти, односно неурофидбек терапевти, значи кои што исто така работат, значи психолози. Добро. Мултидисциплинарно. Да. Да. Деца кои што имаат проблеми со фонеми одредени, значи тоа е нели логопедски дел, потоа исто така работиме ние како дефектолози со деца кои што имаат задоцнет моторен развој. Тоа сакав да прашам, во однос на Дауновиот синдром кажавме, би сакала да ми одговорите што е нешто најчест проблем, бидејќи некако ми се чини дека во последно време кај дечињата многу е задоцнет развојот на говор. Некако подоцна проговоруваат децата, значи почнуваат да зборуваат. Некако порано кога да беше тоа многу поретко, а сега ми се чини дека е доста зачестено. Дали тоа може да го издвоите како еден најчест проблем кај малите дечиња? Говорам сега за оние нели работи кои што се јавуваат кај дечињата со нормален развој. Да. Значи можеме да кажеме дека е една од најчестите нарушувања кои што се јавува во 21 век, дали како резултат на технологијата и на економичноста на времето кое што имаат значи родителите, и најчесто имаме двоумење дали станува збор за аутизам или дали станува збор за развојна дисфазија, односно каде што е потребно родителите, ама тука е потребно време за да се види, односно тоест да се види тој целокупен развој на детето. Значи дали ќе имаме отстапки само говорно или ќе има отстапки или веќе има значи отстапки во тој целокупен моторен развој кај самото дете. Значи сте гледаат сепак параметри, да. И оние букви кои што не можат да се изговараат, кои што потешко се учат, Р, која беше после Л, ми се чини. Дизартрија. Има додека ги научат буквите, се сеќавам и ние кога сме биле нели мали, тоа беше најголемиот проблем да ги научиме буквите, да ги кажуваме нели за да бидеме комплетни во говорот. Нешто друго што би издвоиле вака како проблема што е чести, што доаѓаат кај вас да побараат помош да им помогнете вие како нели едуцирани за овие проблематики? Како што напоменав, значи лицата со аутизам, со аутистичен спектар е нешто што е... Како стојат тука работите? Зачестено, да. Со самиот начин на живот, со самиот начин на технологија, модерно време. Така. Обично на која возраст се забележува дека има
еве, да кажеме дека постои аутистичен спектар? До третата година, кога се јавуваат развојните карактеристики, би требало да се забележат развојните одстапувања кај Ова самото сега знаете дете. како, за да го кажувам, заради тоа што сепак е да слушнете и нешто друго гледачите, бидејќи за Даунот, Дауновиот синдром веќе знаете, видливо е тоа, како што кажавте, меѓутоа за аутистичниот спектар не може точно да се утврди, па заради тоа прашувам чисто колку информација да дадеме до гледачите. Значи, што би требало специфично да забележат кај едно дете, за да им посочи дека треба да го донесат кај вас, за вие точно да утврдите дали станува збор само за задоцнет развој на говорот или што е тоа нешто што е специфично? Кај аутизмот како состојба, така, бидејќи не се детектира интраутерино, се уште, значи не се детектира, значи идиопатска е, односно непозната е таа, значи етиологија, причината за самото настанување, бидејќи не постојат методи каде што може да се детектира, се забележуваат тие развојни отстапки кои што се јавуваат. Например, како детето расте, така гледаме дека има проблеми со фината моторика, проблеми со грубата моторика, кои што секако се надминливи со самите третмани и со самата работа со стручно лице. Потоа исто така ненасочен говор, може би детето да разбира и да има рецептивен говор, но да нема детето на пример експресивен говор. Исто така децата имаат ехолаличен говор, односно кога повторуваат само неколку работи кои што ги слушнале, кога детето не се одзива на име, кога преферира само една иста играчка која што има на пример една иста боја. Исто така социјално, нема контакт со очи. Значи ако го погледнете, погледот ќе го одбегне. Така или не се врти на име. Да, не се врти. Исто така социјалната интеракција со неговите врсници е на минимално ниво. Тоа се тие некои знаци кои што треба да се заприметат кај детето. И тогаш веднаш треба да се дали е тоа значи првата, втората година, значи до третата година се јавуваат тие значи карактеристики. Значи ако до третата сепак постојат некои истражувања кои што ги имам прочитани, кои што велат дека децата би можело да биде како детектор, дека станува збор за аутизам, е дека детето уште третиот, четвртиот месец е кога му зборуваме, значи не гледа во уста наместо во очи. Тоа се некои значи некои ситници кои што треба да се забележат и да се протолкуваат. Добро, се надевам дека еве сите оние кои што не седат да ги слушаат овие работи, ќе ги имаат на ума ако нешто забележат еве кај нивните деца, кај нивните внучиња, бидејќи мислам дека нас не следи некоја повозрасна популација. Ако забележат нешто вакво, нели симптоматично, веднаш да дојдат кај вас како нели оние кои што се стручни за ова, па вие да им посочите дали навистина станува збор за нешто такво или пак само е нешто што пак ќе кажам, еве, и е специфично последниве години за дечињата, некако подоцна да прозборуваат, бидејќи се соочени со многу технологија, со повеќе англиски јазик и така натаму. Повеќе цртани, побрзо го учат англискиот од македонскиот говор. Сега негде тука сме при крајот, би сакала уште еднаш да се навратиме малку на Дауновиот синдром. Кажавте што порано се почне со третман, повеќе резултати ќе има. Најрано кога? Од колку? Уште кога има месеци бебето или веќе кога наполни година, 2-3? Година. Значи после година? Да, после година. Значи до година? Значи до една година, тоест 1,5-2, тогаш се најдобро можете и вие да работите со нив. Зборувам дефектолошкиот, не логопедскиот дел, тогаш да. А секако пред првата година се имаат и други прегледи кои што не се вклучени, другите доктори што се вклучени во процесот. Значи година и пол до 2. Какво е чувството кога вие еве ќе работите со едно детенце и потоа нели после извесно време ќе видите дека има резултати? Како вие се чувствувате? Јас би кажала дека чувството е сепак нели неописливо кога гледаш дека детето постигнава успех, многу е битно. Така. Претпоставувам дека тоа е тоа што
кажав, онаа љубов кон работата, па тој фидбек кој ќе го добиете од тоа што сте го сработили, кога ќе го видите успехот кај некој, гориво, како гориво, за понатаму да продолжиме. Да имате енергија и љубов за оние други дечиња кои што треба да ги третирате. Нешто што уште треба да споменеме, а не го кажавме, како за крај? Што би кажале вие вака, како би се обратиле ве до родителите? Нешто можеби бидејќи кажуваме дека родителите се тие кои што се најбитните во целиот процес и навистина се најбитни бидејќи тие се континуирано со своите дечиња. Што е најважно родителите со децата, каков однос да имаат, што да прават со нив, како да постапуваат за да нели некако тие да бидат првата како да кажам моторна сила во процесот. Да, јас би сакала само да истакнам од сето ова, дека свесноста на родителот е чекор напред за успех во третманот на самото дете. Навистина треба да бидат многу силни, затоа што навистина таа е голема. Значи, сепак да имаат многу трпение, да бидат секогаш покрај своите деца, да ги поддржуваат и за да тие нели го поминат целиот тој пат, како што кажавме, да завршат образование и да почнат да бидејќи тоа е нели најголем достиг на еден родител. Ви благодарам за денес и на Теодора и на Анастасија, значи на двете. Соработката со Мега Логомед нели ја имаме и како што кажа Теодора, има еден голем спектар на проблеми кои што ги третирате, па во некое следно издание можеби да проговориме за она што е навистина многу чест проблем кај дечињата, тоа е говорот. Секако ние сме како на располагање. Стојат работите малку повеќе попширно да објасниме. Благодарам уште еднаш. Да, благодарам и на тебе, Вики. Ви посакувам успех. Благодарам. Што повеќе насмеани дечиња. Благодариме. Почитувани гледачи, тука ќе се поздравиме за денес. Ви благодариме за вниманието. Останува да ви посакам добро здравје, грижете се за своето здравје, грижете се за најмалите, за дечињата во секоја смисла, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.